Почитуван министер за здравство, доктор Венко Филипче, почитуван директоре на Општа болница Гевгелија, доктор Мите Кргев, почитувани пратенички во собранието Марија Костадинова и Драгица Гевочанова, почитуван градоначалник на општина Гевгелија, Сашо Поцков, почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитувани граѓани. Ми представува посебно задоволство што денеска имаме можност да направиме увид во целосната реконструкција на најстариот дел на болницата во Гевгелија, со која беше офатено повеќе градежни активности за функционална обнова на објектот. Продолжуваме со низа капитални инвестиции во правец на подобрувањето на здравствените услуги за нашите граѓани, кои се спроведуваат паралелно со целосната посветеност на здравствените работници во борбата со пандемијата. Вкупната вредност на работите што беа изведени изнесува 375.000 евра и беа офатени и други значајни дополнувања, како што се новиот центар за дијабет, новиот комплетно опремена лабораторија, амбуланти за нефрологија, урологија и ортопедија и современи чекални. Во оваа прилика, како особено значајно треба да се издвои новоизградената современа хируршка сала и набавката на медицинската опрема во вредност поголема од 250.000 евра, комплетно со целосната реконструкција, се што се однесува за салата за хирургија, за центарот за дијабетес и за одделот за физикална терапија. Болницата сега располага и со нов ехоапарат на одделот за рентген диагностика и со комплетно реновирани оделенија на хирургија, за нервни болести и за гинеколошко-акушерски болести. Со сите овие сериозни вложувања во болницата, во оваа болница, како и во голем број други јавно здравствени установи, владата на Република Северна Македонија ја потврдува својата цврста определба за градење на одржлив и ефикасен здравствен систем кој ќе им биде силна потпора на граѓаните. И во изминатите 4 години Министерството за здравство интензивно работеше на подобрување на условите во јавно здравствено установи, со цел поквалитетна здравствена услуга за пациентите и подобри услови за работа на здравствените работници. Со заеднички сили реализиравме капитални инвестиции во реконструкции на инфраструктура во 32 здравствени установи ширум земјата. На крајот, морам да истакнам дека денеска нам, како и на целиот свет, ни е кристално јасно дека клучот на подобрувањето на економската состојба, на подобар пазар на трудот, е исклучително поврзано со подобрувањето на здравствената состојба на нашите граѓани. Затоа меѓу главните приоритети на буџетската политика во 2021 година е поддршката од секој можен аспект на здравствениот сектор, што значи заштита на здравјето и животите на граѓаните. Сакам денеска да го споделам уште еднаш задоволството, да посакам успешна и посветена работа на здравствените работници, а на гевгеличани, на целиот овој Дојранско, Богдански, Валандовски крај и на сите, дури од теквешијата кои што доаѓаат овде, да им посакам новите апаратури и новата болница здравје да им носи. Благодарам.